Од 2014 година Кратово, градот на кули и мостови, е домаќин и организатор на еден од најзабавните фестивали на музика и култура, насловен Златни денови. Во деновите на одржување на фестивалот, веќе четврта година поред, Кратово успева да се наметне како еден од најпознатите градови каде постои совршена синергија на забава, култура и историја. Како и претходните години, така и годинава, градот овозможува содржини за сите генерации и вкусови. Целта на предвидената програма е да понуди нешто за секој посетител. Како и претходно, Златни денови Кратово 2017 го задржува концептот на една балканска ѕвезда за секоја година. Поради природата на овогодинишната програма се очекува Кратово да биде исполнето со еуфорија и среќа која никој нема да ја заборави, истакна градоначалникот на Кратово Мите Андоновски во телефонски разговор за нашата телевизија. Петок 36 па се до 2 7 ќе се одржи манифестацијата Златни денови Кратово 2017 која традиционално веќе неколку години се одржува. И оваа година, како и минатите години, ќе има на оваа манифестација музика за сите генерации. Значи ќе има и народна музика, ќе има и забавна музика за младите, а во неделата ќе има и за дечињата одреден настан. Така, скоро најавиме кои гости. Манифестацијата започнува во петок на 36 со настап на неколку групи, значи прво ќе настапи Бонадеја, па потоа Тара, свој настап ќе има и Александра Јанева. Исто така ќе бидат изведени и најдобрите кафански хитови на сите времиња, музика за повозрасните генерации во изведа на Браво Бенд, Јордан Митев, Милица Кузмановска. Секако најголема звезда во петокот ќе биде Драган Којич Хеба, кој доаѓа од Република Србија. Свој настап ќе има и Јана Бурчевска и групата Сладкаристика на крај. Тоа е некаде се до кај 12:30, а потоа програмата ќе продолжи на базенот, градскиот базен во Кратово, каде што ќе има познати диџеи од Македонија, каде што ќе се забавуваат младите све до раните утрински часови. Така. Во сабота исто така продолжува манифестацијата со настап на етно состав Вес. Настап ќе има и групата Пепермин. Секако главна звезда на оваа манифестација ќе биде нашата позната поп-пејачка Калиопи, која ќе го има главниот настап. За време на одржување на фестивалот од 30 јуни до 2 јули се очекува посетители од цела Македонија да го исполнат градот уживајќи со богатата историја, а одговорните апелираа Кратово да биде дел од агендата на задолжителни места за посета предстојниот викенд. Во минатите години имаше многу гости, посебно минатата година, значи не само од Кратово и од околината, туку и од цела Македонија, имавме гости и од Бугарија и од Србија. Се надевам дека и оваа година посетеноста ќе биде на завидно ниво, па ја користам оваа прилика сите заинтересирани да повелат во Кратово во петок и сабота, значи да се дружиме, да заедно уживаме во богатата културно-уметничка програма која ќе има во овие два дена, во овие две вечери. Настаните во првите две фестивалски вечери започнуваат во 20 часот со полноќна забава на базенот, додека во недела програмата за најмладите е точно напладне. Сите три дена епицентар на еуфоријата ќе биде централниот Кратовски плоштад, а со оглед на се поголемиот интерес од година в година, и овој пат се очекува градот да биде преплавен од гости и туристи, желни за добра забава и дружење.